државната статистика постојано објавува пад на невработеноста. Имате ли бројка колку мерките и програмите кои што се спроведуваат преку Агенцијата за вработување придонесоа за пад на невработеноста во државата? Ако го земаме на само оперативните планови од 2007 година до заклучено денес, некаде над 44.650 лица се во работен однос. Значи 44.650 лица се во работен однос. Дополнително, уште над 34.000 лица се со проектот Млади до 29 вработување, Македонија вработува 1, Македонија вработува 2, со тоа што околу 2.500 лица се поклопуваат во двата проекта. Некаде бројката достигнува околу 71-72.000 лица кои што вкупно се вработиле преку сите оние мерки што ги представивме како Агенција за вработување, оно што владата и Министерството за политика го смисливме, го направивме, разговаравме со компаниите, го применивме, мислам дека тука е самиот успех на целата таа работа, бидејќи не само што применуваме, туку слушаме. Претрпиме критика, бидејќи критиката ни е главниот извор на информации како да постапиме во иднина, односно секоја критика е добронамерна критика, колку и да е лошо кажано. Може ли да издвоите еден проект? Дали Македонија вработува е најуспешен проект? Бројчено да. Бидејќи за 2 години Македонија вработува еден, вработи 18.900 лица. Македонија вработува 2 векот, се приближува кон година дена на постојање, значи 10 месеци до овој момент. Секаде 6.300 лица, иако во услови на криза, на избори, на немање влада и така натака, е добар показател. Сепак, мене секогаш ми е подрак проектот самовработување со грант, кредитирање, бидејќи кај самовработување со грант 63% од фирмите се активни. Значи, не само активни, дури тие што затвориле, дел од нив се вработени, значи не се станати невработени. Мал дел се отидени во пензија, некои се починати, за жал, се случува се што во животот. Кредитирање околу 60% активност, значи 57,8% е активност. Мора да нагласам дека враќањето на средствата е над 75%, збориме во готовина, дополнително имаме и таму кај што сме направили присилна наплата и одземање на имоти, бидејќи таков е план. Такво е правилото. Практиканство како ефтина мерка која што дава многу добри резултати, че над 65% од лицата кои што поминали с практиканство се во работен однос. И тоа ми е вака посебно драго, бидејќи на млад човек сме овозможиле практична работа и после тоа сме виделе резултат на вработување. Не би можел да издвојам, секоја мерка си има посебно значење, посебно, да кажеме, место во агенцијата. Сите услови кои што се наменети се посебни. Значи, сепак за краткорочна мерка Македонија вработува. Но сепак тоа е краткорочна мерка. Јас секогаш ги гледам оние мерки кои што се вака долгорочни, кои што ги преминувам низ години, кои што секоја година некого даваат можност. Дали да се само вработи, дали да прошири бизнис, дали да обучи нови луѓе. Кај мерката за побарување вештини на пазар на труд, за 3 години регистриравме преку 110 правни лица со некаде 57 типа на стандардни обуки, што е многу битен карактер, бидејќи претходно имавме само државните училишта, средни технички беа регистрирани за давање на такви обуки. Сега имаме една лепеза на компании кои што си го стандаризираат својот начин на обука и имаат соодветен сертификат кој што ги овласти Министерството за образование да го издаваат, бидејќи тој сертификат има вредност на диплома, значи на знаење, значи утврдува знаење, бидејќи има точно утврден начин на теоријско учење, на практично и на крајот има завршен испит. Ги барат ли странските компании овие сертификати? Веќе почнува самите да припремаат свој тип на обуки, бидејќи дел од компаниите претежно е со рачна работа, да кажеме трудоинтензивна работа, единствено амфенол од кочани, макар веќе се посложени типови на, да кажеме, на работа и посложени типови на системи кои што ги произведуваат, додека Кромберг Шубер, Дрекстер Мајер, Лиар, Джонсон Контрол, Техникал Текстилс имаат посебни типови на обука кои што нема на друго место каде да се обучат тие лица. Сепак, например, во Лиарс или Джонсон Контрол
се бараат лица кои што знаат да шијат. Значи пред се кои што работеле на машина, потоа да може да стојат. Значи веќе тие машини се со стоење, не се со седење. Така да се си има специфика кој што низ разговорите што ги имаме со компаниите, се повеќе се заинтересирани да се го стандардизираат својот систем на обука, така да лицава во иднина имаат иднина, како да кажам, ако нема место во Дрекслемајер има во Кронберт и Шуберт, ако нема во Кронберт и Шуберт има во Дрекслемајер, или не знам, ако нема во Джонсон Контрол има во Лиартетово. Така да буквално се отвараат повеќе перспективи за секој оној што ќе помине низ обука. Поготово делот каде што обучуваме за занатските работи. Малку го позаборев еден многу важен дел кој што ми е посебно драг, тоа се старите занаети. Денови веќе го објавиме огласот за стари занаети, еден поголем повик заедно со коморите. Сакаат младите да ги изучуваат старите занаети? Ќе видиме. Значи сепак мотивацијата од наша страна е голема, бидејќи и во разговори што сме ги имале со невработени лица некако се мотивираат повеќе да го направат тоа. Веќе гледаме дека оние што се занимаваат со старите занаети полека излегуваат на површина и имаат добар приход. Може би беа малку подзаборавени во минатото, но веќе традицијата си го бара своето. Значи туристите што доаѓаат во Република Македонија, потребата на индустрија да бара и некаде да има за нечиство. Значи стар занает кој што може би е подзамрен, ама не е изумрен. Значи да го подбуцнеме и потоа нормално сите нешто ќе поминат на обуката, да ги сфинансираме, си отвора собствен бизнес. Споменавте дел од мерките од оперативниот план кој што ќе се спроведуваат до крајот на годината. Моето последно прашање до вас е кои ќе бидат идни приоритети кои што не ги споменавме во овој разговор? Идни приоритети, нормално разговор со компаниите, пред се представување на отворените работни места. На 18 мај оваа година ќе биде отворен првиот сајм за вработување за оваа година во Скопје. Со тоа што ние оваа година славиме 65 години на постоење на Агенцијата за вработување, така да ќе ни биде во тој контекст. Воедно веќе има голем интерес на компаниите да учествуваат на сајмот, но само да нагласам дека одма после неколку дена ќе имаме втор сајм во друг град, така да ќе имаме на серија од 7 сајми што повторно завршува во Скопје, и во есенскиот дел пак имаме уште 7 сајми кои што почнуваат да извршуваат во Скопје. Со тоа што сакаме на два пати да покажеме, бидејќи некоја се работи за лоша комуникација, за лоша информација, што се бара, кај се бара, кој се бара, колку се бара, бидејќи некогаш не е добро напишано или не е доволно напишано, или представено тоа работно место. Имаме да некое одлично работно место биде запоставено, бидејќи или е лошо рекламирано или лошо е прикажано. Така да со сајмите сакаме да го отвориме тоа, да видат луѓето, значи граѓаните, можеби нешто се само невработени, вработени кои што сака да си променат работно место. Така да една можност на едно место каде што во период од неколку часа, значи околу 5 часа ќе трае манифестацијата, веќе толку се концентрирани луѓето да доаѓаат. Од тие 5 часа ќе се обидеме да представиме што бараат компаниите, пред се во делот кругот на Скопскиот регион. Потоа одиме во другите региони каде што така ќе представиме што се бара во тој регион и која компанија бара вработување. Во овој момент работиме за голема компанија која што бара 400 вработени од централниот дел на Република Македонија, кои што треба да ги обезбедиме до крајот на наредната недела. Веќе се во завршна фаза некои интервјуа, некои допрва ќе почнат. Уште неколку компании побараат доста вработување, така да вработување има. Ние ги форсираме младите, оние што се повеќе на евиденција, оние кои што бараат работа, но еве повеќе оние што можеби не се евидентирани во бараат, да се евидентираат, бидејќи имаме можност да им понудиме нешто. А одлуката е нивде на крајот. Компанијата која што бара 400 вработување е нова странска компанија или не постоечка која што се проширува. Така да бројката ќе стане многу поголема него што е сега.